Минатиот викенд во Охрид беа градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, како и најголемиот дел од советниците на град Скопје. Тие беа таму за да го разгледуваат буџетот за 2011 година. Единствено не поидоа советниците од СДСМ, а Софија Куновска ќе ни објасни зошто. Наше мислење е дека истата оваа дебата можеше да се случи во Скопје на седница на Совет во обичен работен ден. На овој начин се создаваат дополнителни трошоци кои непотребно го оптеретуваат и онака слабиот градски буџет. Од градот Скопје сметаат дека ова е најдобриот и најтранспарентен начин за да се креираат приоритетите за догодина. И мислите дека ќе ги поддржам плачковци од СДСМ? Ма нормално дека нема да го направам тоа. Потполно се согласувам со идејата на Коце за најважните работи за градот Скопје да се одлучува надвор од Скопје. Лани во Маврово, годинава во Охрид. Како прво, бидејќи со тоа признаваат дека Охрид е поубав од Скопје. Охриѓанец сум, можам да ви го потврдам тоа. Како второ, бидејќи така ќе бидат покреативни. Еве, замислите да го послушаат советот на СДСМ и буџетот да го разгледуваат на седница во советот во општинска зграда, барака во Скопје. И еве, замислете, откако ќе ги разгледаат трошоците и планираните инвестиции да видат дека им остануваат уште 100 милиони евра на кои не знаат што да им прават. Најлогично е да разгледаат околу себе и оттаму да ја добијат инспирацијата. Еве, нека излезат и надвор од салата и што ќе видат? Или градскиот парк, или реновираната улица Иренденска, сега веќе булевар. И ќе направат или уште еден парк, или уште еден булевар, нешта што Скопје веќе ги има. А вака, во хотел покрај Охридското езеро, доволно им е да зидна низ прозорец, ќе видат вода и ете ти идеја што е правеле со парите. Ќе ги иселат луѓето нека населба, ќе направат една огромна дупка, ќе стават вода и ете ти Скопско езеро. Гениално! За крај на емисијата, делот каде обезбедуваме бесплатна обука за водителите и реализаторите на емисии. Денес откриваме зошто не е паметно на гостите да им се даваат чаши со вода или каков и да е пијалак. И сечокот е од дебатата на Студио 2 во минатиот понеделник 27 септември. Запазете го Паско Кузман. Јас тргнувам од тезата дека ние сме тоа што се чувствуваме. Ние се чувствуваме македонци и не мораме да бидеме антички македонци за да бидеме македонци. Дали се согласувате со оваа теза? Не мора да бидеме антички македонци. Пардон, не е проблем, не е проблем. Не мора да бидеме антички македонци, никош тоа не сме античка кажале. Македонија е дел од нашето минато. Тука мораме да се сложиме во тоа. Меѓутоа, Паско Кузман истори чаша со вода во Студио 2 и тоа е сега дел од историјата на Студио 2. Иако нели тоа беше сосем случајно. Или така само сега господинот Кузман ние да мислиме. Наместо да зборува за антиквизацијата, тој истура чаша со вода и го свртува нашето внимание кон тоа. Се зезам се случуваат и вакви работи. А она што моментално се случува се последните секунди од вечерашниот рапорт. Пред да ве поздравам, уште еднаш ќе ве посетам дека го гледавте 17-тото издание на најгледаното шоу во државава за август и септември. Гледајте ни понатаму, премиерно во недела во 18:30, репризно истата вечер некаде после 23:30 и кога сакате на YouTube на официјалниот канал youtube.com/Јофе на рапорт. Чао, чао, ве сакам.